Бисмиллахи рахмани рахим. Вие го слушате четвртиот дел од книгата Одговори на 4 прашања поставени од господин Сирач Уддин, христијанинот. Оваа книга е напишана од Хазрети Мирза Гулам Ахмад алейхи селам, печатена во Дија ул Ислам, печатницата во Кадијана, под надзор на Хаким Фадала Дин Сахиб на 22 јуни 1897 година. Одговорот е дека исламот е ослободен од таквите непобожни и нечисти начини за постигнување на спасение. Исламот не предлага ниту проколната љубов, ниту проколнато жртвување, и наместо тоа тој не поучува дека со цел на постигнување на вистинска чистота, ние треба самите себе да се жртвуваме, како чиста жртва која е измамена со водите на искреноста и исчистена со огнот на преданоста и издржливоста. Како што Бог вели, оној кој своето битие го предаде на Бог и својот живот го посвети на неговиот пат и е желен да чини добро, ќе добие своја награда од фонтаната на Божјата близина. Со други зборови, оној кој ги користи сите своји способности на патот кон семокниот Бог и чиј избор и дело, движење и мирување, односно целиот свој живот го посветил на Бог и кој се труди да прави добра, ќе биде награден од Бог и ќе биде избавен од стравот и тагата. Запомнете, во чесниот Куран Бог го употребил терминот Ислам, кој значи издржливост. Он не поучува на довата. Чувајне на патот на истрајноста, патот на оние кои ти ги награди и за кои верата од небесата биле отворени. За да ги разбереме причините за постоење на нештата, најпрво треба да ја одредиме конечната цел. Бидејќи крајната цел на човековото создавање е да му служи на Бог, и човекот бил создаден за секогаш да му се предаде на Божјата волја, тој треба да му се покори со потполна преданост и искреност. Кога тој своите способности му ги посвети нему, ќе биде благословен со Божји награди. Ова е тоа што со други зборови се нарекува чист живот. Како што знаеме дека преку отворениот прозорец, кој е насочен кон сонцето, секогаш влегуваат сончеви зраци, исто така кога човек се сврти кон Бог со потполна покорност, така што никаква пречка не се наоѓа помеѓу нив двајцата, небескиот пламен веднаш се спушта на него, осветлувајќи го неговото битие, чистејќи го од сите прикриени нечистотии. Тој станува нов човек, претрпува огромна промена и тогаш може да се каже дека постигнал чист живот. Оваа преобразба се случува овде во самиот негов живот. Семокниот Аллах Джелешануху вака тоа го објаснува во честниот Куран. Но кој ќе биде слеп на овој свет и не ја гледа Божјата светлина, ќе биде слеп и на ахирет, и уште повеќе ќе залута од патот. Накратко, способностите кои му се потребни на човекот за да го спознае Бог, тој истите мора да ги понесе со себе од овој свет. Оној кој не успее овие способности да ги развие на овој свет и чија вера остане ограничена на приказни и бајки, тој ќе остане во вечен мрак. За да постигнеме живот на чистота и спасение, Бог не учи дека мораме да станеме потполно негови и со вистинска искреност да паднеме пред неговиот прак. Ние мораме да се одделиме од безбожноста, бидејќи сме прогласени како суштества кои се создадени од Бог, макар и да бидеме тепани, сосечени на парчиња или живи запалени. Ние мораме да сведочиме за постоењето на Бог
дури и по цена на својот живот. Затоа, он нашата вера ја нарекува Ислам, што значи своите глави да ги положиме пред него. Законот на природата јасно сведочи дека она што нас не учи честниот Куран за постигнување на чистота и спасение, ја содржи вистината во физичкиот свет. Секој ден сме сведоци на тоа дека недостатокот на соодветна исхрана предизвикува болест кај животните и растенијата. Во природата лек за ова е здравата храна и избегнување на она што е штетно. Например, дрвото има две вродени особености кои му помагаат да остане здраво. Под 1, своите корени ги пушта во земјата за да не биде одвоено од него и да не се исуши. Под 2, користејќи ги своите корени ја впива водата од земјата за да се одржува во живот. Истите закони природата ги пропишува и за човекот. Кога човекот со искреност и истрајност себе си се втемелува во близина на Бог, тој постигнува вистински успех, се вкоренува во неговата љубов со помош на истикфар, барање прошка од Бог, и тогаш ја впива божествената вода, однесувајќи се благо и понизно, предавајќи му се на Бог, и со покојанието со зборови на дело. На тој начин тој во себе впива од небеската вода и така ја совладува сушата предизвикана од гревот, со што се доведува до состојба да ги отстрани своите слабости. Истикфар, барање прошка од Бог, кој ги засилува корените на верата, во честниот Куран е дефиниран на два начина. Првото значење на истикфар е да се престане да се чини грев, кој надвладува над личноста која е одделена од Бог, да го вкорениме своето срце во неговата љубов и да ја бараме неговата помош себе си, претопувајќи се во него. Овој истикфар е карактеристика на оние кои се толку близу до Бог, што и моменталното одделување од него го сметаат за полошо од смртта. Тие не престануваат да трагаат за прошка од Бог и он секогаш ги држи потопени во неговата љубов. Второто значење на истикфар е себе си да се ослободиме од гревот, да итаме кон Бог и да бидеме заробени во неговата љубов, онака како што дрвото цврсто се држи за земјата, и така со растот на побожноста, човековото срце да може да избега од сушата и гревот да изгине. Овие две состојби се нарекуваат истикфар, барање прошка од Бог, затоа што гфар, од кој е изваден зборот истикфар, значи да прекрие и потисне. Од тука истикфар значи да се моли, Бог да ги опрости гревовите на оној кој потоне во неговата љубов и не дозволува да се видат корените на човековата слабост. Наместо тоа, он го засолнува во закрилата на своето божество и му дава дел од својата чистота. Бидејќи Бог е извор на доброчинство и неговата светлина секогаш е подготвена да надвладее над темнината, правиот пат за постигнување на чист и побожен живот е да побараме прибежиште од оваа застрашувачка состојба, темнина, подигајќи ги своите раце кон фонтаната на чистотата, така што незината вода ќе протече со полна сила кон нас и ќе ги испере сите наши нечистотии. Ниедна жртва не е доволно силна да го задоволи Бог, повеќе од нашето предавање кон Него, со целото свое срце и душа, и дури и прифаќајќи ја смртта на Неговиот пат. Нема да постигнете доброчинство се додека не го поделите она што го сакате. Ова е патот на кој не поучува честниот Куран. Небеските обележја прогласуваат јасно и гласно дека тоа е правиот пат и дека разумот сведочи за тоа. Нешто што воопшто не е подкрепено со сведоштва, не е исто со она што било подкрепено со многу сведоци. Учењата по кои Исус од Назарет постапувал биле исти како оние кои се содржани во честниот Куран и според тоа тој ја примил својата награда од Аллах Джелешануху. Сите оние кои ова свето учење го прифатиле и го следеле станале на ликот како Исус.
Ова свето учење не само што е во состојба илјадници луѓе да ги стори слични на Месијата, туку всушност тоа го сторило илјадници пати. Од друга страна, дозволите ми љубезно да ги прашам христијанските мисионери, каков тоа духовен напредок тие сториле со прогласувањето на сиромав, безпомошен човек за Бог. Јас сум подготвен да го прифатам вашето тврдење, само ако истото можете да го докажете. Ако не можете, тогаш дојдете вие несрекни обожаватели на идоли, уверете се во нашите достигнувања и влезете под закрилата на исламот. Чесно е да се каже дека вистинит е само оној, за чија побожност, духовно знаење и љубов кон Бог сведочи небото, а оној кој е ограничен само на приказни и митови е бедник и лажливец кој тоне во нечистотија. Прашање 2. Ако целта на исламот е да ги упатува луѓето кон тевхид, Божјото единство, зошто во својот ран период водел војна против евреите, иако нивните објавени книги единствено го проучуваат Божјото единство? Или зошто сега треба да се смета дека тоа е неопходно за евреите и оние кои веќе веруваат во Божјото единство да станат муслимани со цел да постигнат спасение? Одговор. Треба да ни биде јасно дека во времето на чесниот пратеник салаллаху алейхи веселем, евреите многу се оддалечиле од Тевратот. Инаку вистината е дека нивните книги го проучувале Божјото единство, но тие престанале да извлекуваат било каква корист од ова учење и ја заборавиле конечната цел за која човекот бил создаден и за која овие книги биле објавени. Вистинското верување во Божјото единство значи дека после прифаќањето на Божјото единство, личноста треба да му се покори на Господарот на мудроста и совршенството, да го бара неговото задоволство и потполно да потоне во неговата љубов. Со своите дела евреите престанале да веруваат во Божјото единство и нивните срца повеќе не биле покорени во почитувањето на Божјата слава и возвишеност. Додека нивните јазици го изговарале Божјото име, во нивните срца тие го обожавале шејтанот и ги преминувале сите граници во својата љубов кон светот, предавството и невистината. Тие ги обожавале своите верски водачи и свештеници и правеле срамни дела. Лицемерството станало општо прифатливо, а измамата била насекаде раширена. Верувањето во Божјото единство не значи само изговарање на зборовите «Ла илаха илаллах», нема друг Бог освен Аллах, додека срцето прифаќа 1000 идоли. Напротив, според Бог, идолопоклоник е секоја личност која на своите планови и постапки им дава иста важност онаква, каква што треба да ја даде на Бог, или се подпира на човек онака како што треба да се подпира на Бог, или се велича себе си онака како што треба да го велича Бог. Во Божите очи, идоли не се само нештата кои се направени од злато, сребро, бронза или камен, во кои луѓето се ослонуваат. Всушност, секој предмет и секој збор и дело на кој им е дадена истата важност, каква што треба да му биде дадена на Бог, е идол. Тевратот не содржи таква префинета дефиниција за идолопоклонството, но чесниот Куран тоа го дефинира до најситни детали. Една од причините поради кои Бог го објавил чесниот Куран е таа човековото срце да го ослободи од идолопоклонството, кое го погодило како заразна болест. Евреите западнале во таков вид на идолопоклонство, но Тевратот не бил во состојба да ги ослободи од тоа, затоа што не содржал сеопфатно учење. Понатаму болеста која го нападнала целиот еврејски народ, за да биде одстранета, имала потреба од чист и жив пример во тевхидот, кој ќе биде представен преку совршен човек. जो रुकी थी
Денес го завршивме четвртиот дел од книгата Одговори на 4 прашања поставени од господин Сирач Удин, христијанинот. Еселаму алейкум.